Време е да се подсетиме што Јосип Брос рече себе си на историјата пред 50 години. Слободата никому не е подарена. Иднината никогаш не ги чека нерешителните. Затоа, оваа порака ја упатуваме пред се за нас. На прагот сме на иднината и од нас зависи каква ќе биде таа. Растевме заедно со кризата, сведоци сме на секое нејзино движење. Нашите први општествени искуства по букварот и партизанските приказни беа наследните долгови, делби, бескрајните каталози во бироата за вработување, грубите газдарици во тесните подстанарски агли. Во нашето созревање ја презедува улогата на нови, убедливи политички предавачи. Од поединци несигурни во општеството и во себе, станавме генерација несигурна во иднината, својата и општествената. Сега, кога треба да се брани Југославија, братството и единството и оваа наша штафета, ние сами често се чувствуваме немокни, заплашени од туги грешки и собствените двоумења. Што е со патоказите? Не сакаме постојано да се повторуваме дека сме најсилни кога е најтешко и така да се тешиме со минатото. Нам ни е најдрага победата, онаа следната. Сакаме да се замешаме во историјата. Да се поддржува револуцијата значи да се изградува. Да се биде за самоуправување значи да се развива. Веќе не можеме да бидеме генерација која ги крева рамениците. Се гордееме што имаме собствени и критички размислувања за светот, за социјализмот и нашата самоуправна стварност. Иднината на тоа нема да ни забележи. Немојте ни вие, кои се уште се двоумите, дали да го слушате и нашиот глас. Зар јуришавме на небо? Се разбира, небото се освојува на јуриш. Вака звучеше честитката од последната штафета за Денот на младоста. Штафета која за последен пат 1987 тргна токму од Македонија и која беше прочитана на македонски јазик. Но тој 25 мај беше прекинат една традиција со која на другарот Тито му се честиташе роденденот на начин единствен во целиот свет. Од тогаш, Денот на младоста продолжува да живее само во сеќавањата и во срцата на оние кои што го доживеале. Во СФРЈ 25 мај имаше многу кратно значење. Таа беше символ, значи, пред се, на братството и единството на југословенските народи и народности. Таа беше символ на една заедничка држава на 6 републики и 2 покрајини. Таа беше символ и искажување почит и љубов према другарот Јосип Броз Тито, кој што е голема светска, европска и југословенска личност. Историски феномен заслужен за просперитетот и развојот на сите југословенски народи и народности и на сите југословенски републики. И во тие авнојски граници се и денешниве самостојни суверени држави по раздвојувањето, некој го вика распадот на СФРЈ. Така да таа штафета имаше обединувачки карактер и имаше свечен чин. Тогаш се по тој повод промовира и книги, и лични творби, и музички манифестации, и ликовни, значи со еден збор спортски и други активности на младите, и тие беа на соодветен начин представувани во училиштата, по општините, градовите и на републичко ниво. Имаше и соодветни награди и признанија. Младината го одбра тој ден за свој празник, за Денот на младоста. Самите младинци и студенти го одбра тој ден како роден ден на една од најголемите личности. За прв пат на предлог на група работници од Титово Ужице е формирана делегација на работници, сигурно пред се тука биле помлади, средна генерација, со состав од сите републики, која што во Загреб му го честита роденденот, 25 мај. Значи, тоа е првата форма на одбележување на роденденот на другарот 46-та година во Загреб. И другите неколку години му се честита
денот на роденденот, меѓутоа тој не е прогласен за Ден на младоста. Дури 53 година е донесена одлука и роденденот на Јосип Броз Тито, 25 мај, е прогласен и Ден за младоста, и тогаш е донесена одлука да по пат на штафета, наместо вака групно доаѓање во Загреб, во Белград, или еднаш има и во Босна примено, делегација со соодветна порака и, како да кажем, импровизиран подарок или стилизирани штафети, кои што покасно прераснуваат во класична штафета на младоста со соодветна порака. Значи, првите 5 години оди во оваа форма со делегации, со представници, а после започнува со штафета на младоста, која што се движи, почнувајќи од март месец, некаде 2,5 месеца, по територијата на сите 6 републики и 2 покрајини. Ние локалните штафети, кај што практично почнуваат тие поздрави на честитки за роденденот, тргаат од сегде, од секое село, од секој град, од секој училиште. Сите тие групи мали пишуваат честитка за роденденот на маршалот. Ја ставаат во мала штафетичка или во картонско такво и сега таа оди. Таа огромна мрежа трга и полека се стеснува, да речеме, таа што трга од некој охридски села таму по планините стигнува до Охрид и како Охридска се испреча за Скопје. Исто од цела Македонија, всушност од цела Југославија. Само што во почетокот се формираат тие 6 републички штафети. По целиот пат има наредено, да речеме, на 200 метри на колку учесник што со цвеќе, со знаменца, со сите тие работи, што чека да ја прими штафетата, па ја носи наредните 200-300 метри и така се. Сега се случува поради нешто, поради лоша организација, поради невреме, поради нешто да се прекине ланецот. И сега доваѓаш, нема кој. А иде возило што ги собира тие што веќе истрчале. И тогаш што се правеше? А внатре имаше, добро, јас бев тогаш млада, ама имаше луѓе возрастни и како. Иде сега возилото напред и ги остава еден по еден на 200 метри, на 300. Па трчаат, па ова ги собираат, па ги оставаат додека не се воспостави таа. Штафетата не застануваше. Само ноќеваше негде. Со чување, стража, со песни, со сите тие работи. Иначе нон-стоп рачно се пренесуваше, не се качуваше во возило никако. После стигнуваат во Белград како републички и таму практично еве таа година јас што бев, јас со воз имам отидено во Белград и пред влезот на Белиот двор ја имам примено штафетата во раце и ги имам трчано тие 500 метри. Тоа беше еден спектакл, еден след на младоста со преку 1500 учесници. Целиот стадион, фудбалскиот терен беше исполнет со млади кои што правеа следски, спортски и други вежби. Го прикажуваа своето достигнување и секоја година имаше различни автори, режисери, сценаристи од сите републики кои што ја правеа завршната прослава, завршната манифестација. Тоа беше нешто невидено во смисла на движење, на чекор, на декор, на насмевка, на униформно облекување, дали е тоа представување на работничките униформи, дали на спортските, дали на младешките, пионерски, така натаму. Ке се подготвеше една точка, ке се задолжеше екипа, авторот на таа и ке си земе помошници, ќе одредат кое друштво на партизан или кое училиште ќе спрема и тие се спремаат. Спремањето е доста долго. Доста долго трае, неколку месеци, мислам, интензивна работа, зашто тоа мора да биде квалитетно. А ви реков, овие настапите на стадион, тие беа со, да речем, најмалку 800 учесници. Па нагоре после. Зависи како замислил авторот, зависи колку, каков е реквизитот, има
Има состави кај што не трпи многу учесници, кај што има голем реквизит, некој па зафаќа многу место, тогаш се работи за 800 учесници, ама ако е, например, вежбата без некаков реквизит, тогаш може и до 2000 да иде и повеќе. Зашто секој си има свое место, се мора да биде прецизно. Зашто вака кога гледате нешто од блиску и не се забележува. Направил вака или направил онака. Меѓутоа, кога се гледа од горе, во 2000 учесници, во 5000 учесници, една рака да излезе кај што не треба, веднаш се гледа. И тоа мораше. Треба да се избегне, треба да биде се убаво и совршено. Секој од тие приредби имаше некоја порака, некое мото и целата програма беше така. По некое непишано правило, секојаш прво настапува најмалите. Тие се внимаваше да бидат од близината на Белград, да не... Зашто тоа се мали деца, сепак тешко е да се носат таму, да се сочуваат заедно. На крај, скоро редовно настапуваше армијата. Тоа беа спектакли, што да ви кажам, треба се види. Прв пат, всушност, се сретнав со Тито тогаш на 25. мај 54. година. Голема возбуда, морам да ви кажам дека не само пред да стигнеме таму, ние трениравме предавање на штафета. Сами се организиравме и мислам застануваше некој што го заменуваше Тито. Ние сите држевме некоја хартија свитка на весник, привоѓавме до него како што ни беше речено, толку метри, волку. И кажувавме тоа што имаме да кажеме и се враќавме назад. Многу помагаше тој тренинг, зашто не зборувавме долго. Тоа е поздрав, јас и ден денеска се сеќавам на тоа кратко што го кажав. Драги друже Тито, со неизмерна радост и со непоколеблива верба во иднината, целиот македонски народ ти праќа топли поздрави и ти го честита 62-иот роден ден. На твојот роден ден ние сите едно мислиме, желбите ни се исти. Да ни живееш уште многу години и да не водиш како и досега во посрекна иднина и нешто така. Нека ти е честит 62-иот роден ден. Тогаш се привоѓа, се дава штафетата. Тито на сите со 2-3 збора рече, захвалjujem македонском народу на лепим желјама и толку.
После внатре во салонот не покани на тој банкет, закуска да речам. Се разбира, никој не јадеше. Секој сакаше нешто да биде блиску, да чуе што се зборува. Многу се шегуваше. Се извинуваше што можеби не е се средено како треба, ама Јованка толку имала време, не можела баш се да сготви убаво и слични работи, така. После тоа треба да напоменам, таа година ми се случи една несреќа. Двајца наши планинари. Тоа ќе го заборев. Двајца наши планинари што ја понесоа штафетата од оноа прво што ви викам, кај што трга од Титов врв, шапка, од Шара. Загина од лавина. И поради тој случај, плюс од републичките штафети и планинарите на Македонија добија таа чест да упатат своја штафета. И Тито многу се распрашуваше за случајот. Јас еве тука сум со нашите учесници, бидејќи сум учесник во тоа, ама не можев да настапувам, бидејќи не можев да се пресоблечам, немаше каде. Па пројде работата без мене. Само што почна приредбата, заврна. Заврна и први настапуваа едни мали дечиња од Словенија. И ништо, сите притрчаа да им донесат чадори на тие што требаше да им донесат, нормално, мислам, званичниците, гости. И Тито само погледна нагоре, рече, зарем ова сега требаше да се случи. Ама ништо, приредбата продолжи и наеднаш истури дошли. Истури. И Тито излезе и ги собра децата едноставно. И сите така накиснати влегоа внатре. И после таму направива место во, не знам ни кај беше, во некој хол. И веднаш приредбата почна внатре. Не беше тоа, меѓутоа се случува. И така заврши таа приредба. 1972 година бев делегат на вториот конгрес на самоуправувачите. И тогаш имав прв пат прилика да се поздравам со него. Иако ја повисок од него, можам да кажам, толку беше чврсто неговото стегање, да ја бев дури изненаден. Јас мислев дека треба малку понежно да се ракувам. И тоа беше како еден струен удар да си доживеал. Струен удар, невидено чувство, бидејќи сепак се среќаваш со една легенда за која што сите мечта да се сретнат. Кога ќе го видиш, чувствуваш дека нешто зрачи, некоја силина, некоја снага, некоја моќ, како да е облеан со некоја светлост околу него. И добијаш таква храброст и желба да се сретнеш, да му изразиш почит, а воедно и можете се случи да те издадат и нозете и гласот. Друг пат имам видено со Тито и поздравено, ама не разговарано ништо, мислам само. Тоа беа, реков еднаш после земјотресот. 63-та година земјотресот беше и заради тоа на Скопје му доделија место во приредбата таму. Скопје како град со посебна точка. И тоа беше многу така возбудливо. Автор на вежбата беше една србинка од Косово. А јас бев таа што ја спремав тука во Скопје, беше со скопските средни училишта. Јас бев таа што ја спремав. И убаво испадна се, ама кога се појавива нашите деца на... А иначе авторите и тие што раководат со вежбата се сместени над централната ложа, горе на кровот на централната ложа.
се поставуваат кабини, така да го има теренот онака на дланка, да речам, авионска снимка. И кога се појавија девојките од Скопје, нормално спикерот убаво кажува што како, кога рекоа Скопје, тоа беше нешто страшно. Сега се јежам. Мртва тишина на стадионот. Тишина да дури страв да те фати. Заврши вежбата, никој ништо не погреши и наеднаш експлозија од аплауз. Многу беше, мислам, страшно тоа. Страшно за гледање и за сеќавање. Тогаш се имам видено со Тито. И уште 2 пати, кога настапив таму со своја композиција. Неговата позната изрека е ваков народ кој има ваква младина не треба да се грижи за својата иднина. Тој секогаш имаше посебен однос и пиетет и почит према младината и студентите, а тие му возвраќаа и на овој начин преку штафетата. Дружењето е повеќе од блиско и од убаво, мислам. Само што нема. Тоа се разговара, вака се довикуваат на сите јазици на нашата земја, како беше, сите се трудеа да го зборуваат оној другиот јазик, па изгледуваше доста смешно, мислам, некои ќе се разберат, некои нема да се разберат. Само, сепак, ми се чини од сето дружење највозбудливо беше кога требаше да се враќаат дома сите. Зашто како завршуваат, секоја група како завршува излегува од стадионот и веќе таму ја чекаат автобусите што ги носат на железничка станица или каде веќе одат. Станицата е преполна со композиции за секое место кај што треба да се враќаат групите, чека и пишува големи надписи за Македонија, за Хрватска, после они таму како се сместуваат по вагони према градови. Тогаш е тоа менување адреси. Се сеќавам, имавме вежба, моја вежба беше со едни знаменца. Секоја девојка имаше по 2 знаменца. Доста скап материјал купивме да биде така убави, да се веат на ветерот. И 100 пати им реков, девојки, знаменцата ќе си ги сачувате за тоа што во Скопје имаме за 10 дена настап. Се разбрано направено, сите разбраа. Кога тргна нашиот воз, ако ви кажам дека целиот перон не испраќаше со наши знаменца. Се им ги дале, со подписи, со чуда, со се, ке ги купиме, кај ке ги купите, деца, не се купува тоа. Меѓутоа, ето тоа се тие така. И јас сам видео високе печи, фабрике дим, широке њиве, градове што слободни живе, децо и мир. И јако птица и опет сам видео Тита Маршала, легенду ту, слободотворца, човекот род, друга и борца, опет свуд. Кога веќе болеста на Тито зема замав,
подготовките не беа откажани. Само беа се знаеше дека без оглед како ќе се заврши работата, дека не може да биде он во Белград. Затоа што беше долго време во Љубљана и во Крањ. Тогаш се праева некој, не учествува в таа година со ништо, се праева некои промени во програмата и во Белград имаше само мало некое така одбележување. Штафетата му е предадена во... Не му е ни предадена. Не му е, тој почина пред тоа. Требаше да биде предадена во Љубљана. Меѓутоа, така остана. Штафетата, онака, мислам, пред роденденот беше однесена во куќата на цвеќето. Последната штафета е од 1987 година. Ние имаме прототип, една верна копија на тој оригинал. Видите уште тогаш каква грижа и внимание се водело за братството и единството. Еве ги оригинални текстови на тогашната штафета, напишана на македонски јазик 1987 година и напишана тогаш шиптарски јазик се велеше, сега на албански јазик, така да во таа штафета пораката на македонски и на албански јазик, оригинално од 1987 година, беше упатена до Јосип Броз Тито. 87 година знаеме дека после тоа словенците, прво тие, Јанез Јанша и компанија, почна со формите на разбивање на Југославија и на братството единството, а прва на удар се најде штафетата на младоста. Така да словенците први ја укина штафетата на младоста и после тоа беше безсмислено да се прави штафета на младоста со 5, 4 или 3 републики и се престана со тие активности, туку се остави да денот на младоста се прославува во своите републички рамки и со една манифестација во Белград, меѓутоа се прекина оној тек на движење на штафетата низ сите 6 републики. Значи, тоа е почетокот на распадот на СФР, додека во Европа се укинуваа границите и пасошите и валутата, кај нас се воведоа 6 граници, 6 армии, 6 пасоша, 6 платежни средства, така да СФР беше практично претеча, почеток или узор за формирање на Европската Унија. По принципите на СФР е формирана Европската Унија. Не могу да видим улицу као што е скадарска. Не могу да чуjem музику као што е маđarska. Не могу да схватим обалу као што е јадранска. Тамо нема више никога као што смо ти и ја. Само два прозора, као два понора, воде до дна. Не могу да пиjem ракiju kao što je čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo suprotnosti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje greh. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje
si pitala